Почитувани мои, добар ден. Еве ова е уште едно ново издание на Црвена линија и велат среда е среќен ден, а ние особено ќе бидеме среќни ако и како секој издание на назад во Црвена линија ви има во голем број. Тоа е она што очекуваме, бидејќи сепак Црвена линија е за граѓаните. А еве што сакаме со вас да дискутираме. Со одлука на Македонското Министерство за правда во изводите од матичните книги на родените се отвори нова графа за етничка припадност. Кој ќе одредува етничката припадност на децата до 18 години? Што ќе запишат во графата етничка припадност ако детето од мешан брак? Етничката припадност е субјективна работа. Дали ако се промени чувството за припадност од еден кон друг етникум, ќе мора да вади нов извод. На колку време може да се менува чувството за етничка припадност и да се менува изводот? Што ако некој не чувствува припадност кон ниту еден етникум? Дали во изводот ќе има и графа за етничката припадност на родителите? Што ако некој се чувствува како финец или кинез? Ке мора ли да се докажува етничката припадност? Дали во Македонија општеството од граѓанско се трансформира во етничко? Тоа е она што ќе дискутираме денес со вас. Имаме цела низа прашања, но секако ќе ни биде особено чест и задоволство доколку се најдете меѓу оние кои што не следат на Инстаграм. Затоа се треба само да не пронајдете, Црвена линија е нашиот профил на Инстаграм, да кликнете на Инстаграм стори и веднаш тука на Инстаграм стори, еве сега ќе можете да видите како изгледаме таму, еве ќе ве пречека ова денешно наше анкетно прашање. Дали треба да има графа за етничката припадност во изводот од матичната книга на родените? Две опции за одговор: да, не кликате на она за кое што сметате дека е вашиот одговор, резултатите ќе ги соопштам по рекламите, но меѓу другото ќе потсетам дека секако пожелно е да не заследите и на социјалните медиуми, поточно на Facebook Црвена линија, потоа профилот на Телма телевизија на Facebook и таму е објавена нашата тема и секако на Твитер. Твитерџи нормално на денешната тема твита поприлично многу, така да во текот на дискусијата со вас ќе вметнеме и дел од твитовите на кои што ќе можете да се надоврзете, можеби да ги коментирате, да се сложите, да не се сложите, но како да е, едно е сигурно, до нас се доаѓа со телефонскиот број 023070005, ке потсетам 5 линии се активни. И ете на самиот почеток, особено до оние кои што можеби еве ќе се вклучат за прв пат во Црвена линија, само внимателно со тонот на телевизорот. Пожелно да биде целосно намален, стиша на 0, а да разговараме, се разбира, во Црвена линија само телефонски. Внимавајте секако и на тајмерот, еве уште еднаш ќе потсетам, 90 секунди е време траењето на секое излагање. Па еве, ние ги имаме прашањата за вас, а јас верувам дека веќе го имам и првиот гледач во ова издание. Добар ден! Дали се слушаме? Меѓу другото, еве, додека верувам дека технички веќе сте присутни, такво чувство имам, но еве уште еднаш ќе потсетам. Значи имаме поприлично доста прашања до вас, но еве гледачите кои што ќе се вклучат, ќе сакаме да слушнеме од вас дали во Македонија општеството од граѓанско се трансформира во етничко. И сметате дека дали треба воопшто да постои ваква графа за етничка припадност во изводот на родените? 023070005, па еве да видиме. Ете, имаме гледач, драго ми е, па еве веднаш да видиме кој ќе биде тој што ќе го пробие мразот. Здраво и добар ден. Добар ден. Секој добро во Црвена линија сте? Секој чест за вашата емисија, просто пат ми дадовте могуćност да се искажам. Драго ни е, што сте задоволни? Тоеш не се легитимирав, ми ставија нож под грво, меѓутоа сега малку назад да се вратам ако може, една секунда само. Значи, јас многу одамна кажав дека ќе имаме проблеми со Грција. Никој мене не ме шиша. Не поведува Рашко. Поголем проблем ќе имаме со Бугарија и го имаме. Никој не веруваше во тоа. Сега ќе ви кажам еднадавата. Прошлиот пат кажав околу вработувањето. Јас ви гарантирам дека за 2 години ќе донесам инвестиции
10 милиарди ќе различа Македонија без каматен кредит. А кој ќе биде одговорот на дали во Македонија општеството од граѓанско се трансформира во етничко? Што мислите? Дали сметате дека треба да има графа за етничка припадност во изводот на родените? Јас сум за 50-50, не знам, не сум размислувал со оваа тема, мада многу не ми се допаѓа. Сега ќе ви кажам една работа, зашто ова е 18-ти пат кога се јавам во медиуми. Штета што не може да формирам политичка партија. Сега ќе ви кажам каде ќе оди Македонија во наредните години. Јас ќе ви се заблагодарам за јавувањето и тоа што еве бевте прво во издание на Црвена линија, но еве и дадовте насока да им се обратам на останатите кои што ќе ги вклучиме. Би ве замолила секако да се држиме до темата. Имаме навистина поприлично многу прашања до вас. И еве ќе почнеме уште еднаш, еве тоа ги прашуваме Инстаграмџи и секако така да ќе можете да видите веднаш кој е денешното анкетно прашање, дали треба да има графа за етничката припадност во изводот од матичната книга на родените. Тука се две опции за одговор, да, не, кликате кој е вашиот одговор, резултати по рекламите, а кој е одговорот еве на ова прашање ќе слушнеме од новиот гледач. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види, ние сме сега апартхейд. Сам сакале, ние признале, не признале, во апартхейд, значи малцинството владее со државата, со тенденција тоа малцинство да биде утре уставотворниот народ, а додека сите други и овој досегашен, тако рече, уставотворен народ ќе биде ништо. Асимилиран или у бугар, или у албанец, или у не знам таму која. Според вас треба ли да има графа за етничка припадност во изводот на родените? Види, треба, ама нема да има. Значи нема да има, затоа што се форсира тоа да нема ништо македонско. Значи да нема македонец. Ако постои македонец у графа, значи сепак е признаен како македонец. А како тргнала работава, ќе се иде кон тоа да нема. И сите ќе сме едно северно македонци, сите нема македонец да има. И како северно македонци ќе се бидеме среќни, успешни и со тенденција да еволуираме во бугарчиња. Тоа е целта на Западот. Ајде, дали имате чувство дека македонското општество ќе еволуира од граѓанско, односно ќе се трансформира во етничко? Не, сега оно веќе е еволуирано. Оно е сега еволуирано во нацистичко. Значи, ние имаме сега нацистичко општество, каде што апартхеидот владе и владеат малцинствата у држава, али не македонец. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Сега кога продолжете да не следите, време е да слушнеме кој ќе бидат одговорите на следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Дали се слушаме? Еве, јас ќе дадам уште една шанса со оглед на тоа што време трењето на Црвена линија е за вас, драги мои. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Овдека Благоја Кажановски од село Грмчеви Преспа, професор по физичко и здравствено образование. Ви благодарам што многу пати сум звонел и денес добив да се јавам во вашата емисија. Само мислам дека многу попаметно, многу поубаво е за оваа тема да се прашат поранешната министерка за труд и социјала и за образование господичната госпогица Мила Царовска. Бидејќи овие сите проекти што се со ова тема се од нејзино време. Еве, според вас, дали треба да има графа за етничка припадност во изводот на родените? Не би требало да имат. И тоа е тоа. Најубаво ќе се прашате неја. Нека ви се јави, па таа нека ви кажи. Вие немате став? Не би сакале да кажете што би сакале да има, да нема? Ви благодарам.
Добро, благодарам и вам за јавувањето и благодарам еве што бевте упорни и секако се вклучивте во денешното издание. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Па вака, прво треба да им објасните на стручните лица дека изводот од матична книга представува документ кој го издава Министерството за правда согласно евиденцијата во книгата за матична евиденција на родените или на умрените. Ако сте родени имате извод од матична книга на родените, а ако сте починат вашите наследници вадат извод од матична книга на умрените. Тоа е едната работа. Втората работа, со измена на правилникот, новиот министер за правда, со цел да се сопрат манипулациите кои последно време почнаа македонците да ги прават, се пишува албанци или било што како мањина за да ги изиграат конкурсите за вработување, ја вратија етничката графа во матичните изводи, што досега ја барава сите македонци бидејќи викава дека... Според вас треба ли вие лично, сметате ли дека треба да има оваа графа? Па народот бараше да се врати етничката графа во документите и од тие причини треба да има. Јас цело време тврдам дека ја не можам во моја матична држава, кај што сум уставотворен граѓанин, да барам некој да ми го одредува мене идентитетот, на документ да ми пише како јас се осеќам, затоа што јас сум тој што пише. Тоа може да го бара етничка графа, требаше да бараат оние што не се осеќаат како македонци. Меѓутоа, бидејќи ние македонците бараме да ја вратат етничката графа, ете ја враќаат на волја за вистината и на барање на виоракото на граѓаните, етничката графа во матичните изводи се враќа. И значи сега секој кој ќе вади извод од матична книга на родените, задолжително мора да пополни етничка припадност. Така, благодарам за вашето учество. Продолжуваме со вас и пред да го вклучиме гледачите, еве уште еднаш ќе повториме. Значи, одлуката на Македонското Министерство за правда во изводите од матичните книги на родените е да се отвори нова графа за етничка припадност. И токму поради тоа денес ве прашуваме, тоа ги прашуваме и оние кои што не следат на Инстаграм. Пред се, дали според вас треба да има графа за етничка припадност во изводот на родените и секако дали во Македонија општеството се трансформира од граѓанско во етничко? Што мислите вие? Ке слушнеме во ова издание. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас ќе дадам уште малку време и шанса и веќе подсетам, се разбира, 5 линии се активни, така да сите оние кои што се заинтересирани за вклучување во црвена линија, значи напомена за црвена линија, не за квизот кој што следува, се разбира, моментот е сега веднаш и токму во овој момент да го завртите бројот. Тоа го стори и нов гледач. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. И приклучен сум. Да, ве слушаме, во црвена линија сте. А што треба да кажем ја сега? Да барам тамо кај овие? Што да барате, се извинувам? Па за квизот тамо што е? Не, сега сте во црвена линија, а квизот ќе биде по црвена линија, но штом сте во црвена линија, имаме прашање до вас. Дали треба да има графа за етничка припадност во изводите на родените? Па, што знам, не би требало. По моје не би требало. Добро, зошто не би требало по ваше? Па, затоа што треба да биде македонец, треба да биде, не знам, албанец ли, или она, иначе, не знам. Така, имате ли чувство дека со ваквата одлука Македонија може македонското општество да премине од граѓанско во етничко, да се трансформира? Не знам тоа како треба да биде и тоа е. Добро, но секако штом сте за квизот, ќе ве подсетам подоцна, секако следете црвена линија, особено кон крајот. Па, еве, секако ќе ги дознаете и некои од прашањата кои што ќе бидат. Но сега да се навратиме на она за што сме, станува збор за тема, односно за одлуката на Македонското Министерство за правда. Подсетуваме дека во изводите од матичните книги на родените одлуката е да се отвори нова графа за етничка припадност. Сега, дали сте за тоа да има ваква графа?
во изводот на родените и дали имате чувство дека македонското општество се трансформира од граѓанско во етничко. Продолжуваме со вас. Добар ден. Да се намали тонот на телевизорот. Ало? Добар ден, го намаливме ли тонот на телевизорот? Ало? Дали го намаливте тонот на телевизорот во црвена линија? Намален е тонот, да. Одлично. Што ме така и ве, кои се вашите одговори? Добар ден. Добар ден. Па јас само накратко би рекла, ние сме и така декларирани за граѓанско општество, мултиетничко, и мислам дека со ова трансформација сега да има потекло, мислам етничко потекло во документите, нема ништо да пречи. Мислам ќе придонеси можда за да се намалат овие трзавици меѓу албанците 20%, не знам кој други етнички толку посто и сега со проблема со бугарите, така да јас мислам дека ова може да биде само во позитивна смисла внесување во етничка припадност на ова. Само толку ви благодарам. Така, и јас ви благодарам. Секако продолжете да не следите. Одиме со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, па повелете. Благодарам. Па ја не знам ќе устанува во Македонија, кај што ја водат не македонци, дали веќе не е етничка. Нема устанува. Ма ништо нас нема да ни пишуваат македонци во тие документи, што треба да се издаваат, ќе ги пишува само не македонците, него секаде кај што има државна установа, а е директор или министер не македонец, тамо веќе е етничко, тамо веќе е се во корупција, во уништување на македонското, во уништување на економијата. А вие лично дали сте за тоа да има графа за етничка припадност во изводот на родените? Па искрено да ви кажам, ние сме уште прости, ние сме уште неуки, ние сме уште слепи. Не знаеме сега за ова што се крие, да можеме телепатски да предосетиме во ред, ама не можеме, не знаеме што се крие. Пошто кај нас веќе нема установа која е македонска. Полицијата е не македонска, армијата е не македонска, собранието е не македонско, владата е не македонска. Каде може ние да предпоставиме што се крие за ова? Бог ти знае каква далавера има, ама еве се крие од народот, во завиени форми, се е во завиена форма, а Македонија пропаѓа и економски, и политички, и национално, и секако. Благодарам и вам за учеството во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Намалете го тонот на телевизорот. Ало? Така, дали го намаливме тонот на телевизорот? Да. Одлично, ве слушаме, повелете. Што се однесува до Црвена, ние сме сите македонци. Ние не сме граѓани. Што ќе правиме со селаните? Како го третирате вие тие граѓани на Македонија? Вие дали разбирате дека треба да постои графа во изводот на матичните, без разлика дали е некој од град и село? Сите што живеат во Македонија се македонци. И ние мешаме жаби и баби, сега ќе правиме графи. Ние не им обезбедуваме учебници на децата, учат со скрипти уште, се враќаме 41 година, а ќе зборуваме за графи. Какви графи? Никакви графи, никакви работи, само да се почитува македонскиот народ. Ние останавме чираџи во нашата држава, во Македонија. Одиш во установите, зборуваат на друг јазик. Што е тоа? Кај се наоѓаме? Јас живеам во Австралија 50 години. Таму е едно, енглески се зборува, енглески народ, ти си македонец, биди си сабота и недела македонец.
А еве во Австралија одлично. Ве молам со оглед на тоа дека живеете половина век, колку што разбрав во Австралија, постои ли таму графа за етничка припадност? Постоje на сензус кога е пописот, а иначе си ти аустралец. Так, јасно. Бескрајно благодарам еве и што не следите и еве што дојдени од Австралија и се вклучивте во Црвена линија и еве што предочивте сушност пред се кој е вашиот став, но и како се регулираат овие работи, например во Австралија. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Јас сметам дека графа за припадност не треба да има. Ние треба да се движиме кон граѓанско општество, но лично сметам дека ова е една мудра си собраќа. Ова е се ветено спрема Бугарија и сега со доаѓањето на овој министер еве и се остварува. Ова никако не е добро за нас македонците. Тоа е првата работа. Втората работа не е добро затоа што ова му отвара поле на бугарите. И трето, утре ќе ни се отвори, ќе треба да има 10% за ниво образование, 10% за ниво вработување, 20% за ниво не знам каде и на крајот, како што рече господинот од Австралија, ние станавме кираџи во сопствената земја. Лично сметам дека општество кое се враќа наназад, а не кон граѓанскиот модел, тоа не е добро. Ние се знаеме кои сме, што сме, нема потреба. Што ако се децата од мешан брак, мајка и татко, еден, не знам, србин, другиот така и ние го поставивме тоа прашање. Кој има право да одлучи како тоа дете ќе се чувства? Исто и со верата, исто и со оставете на 18 години кога детето ќе стане полнолетно тоа да се изјасни. Дали сака да биде атеист, дали сака хиндус, православен или не знам марсовец. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Одеме сега малку и со твитерџи. Ке почнеме со твитот на Тантила, која што напишала: зошто не кажувате дека владата на чело со Ед Ковачевски дефинитивно го решиле македонското прашање? Наместо да се стремиме кон граѓанска држава, ние во матичната книга на родините ќе впишуваме етничка припадност, за да не можеле при конкурирање за работа да се пишуваат по желба, зависно од условите на конкурсот, да се пишат македонци, албанци, роми и власи. Во која нормална држава се вработува според етничка припадност? Не само што е во спротивно со нашиот устав, спротивно и на повелбата за човековите права. Па еве, што мислите вие, треба ли воопшто да има графа за етничка припадност во изводот на родините и дали во Македонија општеството од граѓанско се трансформира во етничко? Добар ден. Добар ден. По Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Значи, етничката припадност. Кој може да ми објасни што е тоа етничката припадност право? Значи, ја сум малку од постарата генерација. Значи, се знае, националност и државјанство. Еве, ја, да кажем, имам дете у Србија. Сум женат со Србија и во Србија ми е детето пишено србинка. Во Македонија ми е пишено македонка. Значи, етничка припадност. Значи, јас сум од постарата генерација од СФРЈ. Значи, кога постоела етничка припадност? Кој може тоа да го објасни што е етничка припадност? Тоа мене сега ме занима, затоа највише сум се јавил. Значи, што е тоа етничко? Значи, се знае, секој има право да се... Еве, луѓето се пишуваат денеска бугари, се осеќа бугарин. Така ли? Така, еве, според вас, дали ова значи дека ќе се трансформираме од граѓанско општество? Па видите, ние ќе се трансформираме вака, кога се појавуваат новитети преку телевизии, преку новини, преку инстаграми, преку фејсбуци. Тоа е многу голем проблем. Во светот, не е тука. Значи, тоа е етничка припадност. Од која етничка припадност јас сега, од македонец, како да се правам ја, која етничка припадност? Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Македонија.
Добар ден. Јас сум да има во извод на родените, па и во други документи, национална етничка припадност, пошто и онака како македонци околу нас овие, па и внатре во Македонија не негираат, ни забрануваат да бидеме македонци во Македонија, да истакнуваме македонско знаме во Македонија, терористи не прогласува ако си сакаме татковината, па нека пишува македонец, но за жал според Преспанскиот договор македонец, Македонија и македонски, нели како значи поими, тие припаѓаат на Грција. Тие поими се грчки според Преспанскиот договор. Зато пишува во наши документи некаде граѓани на Северна Македонија и коси црти. Значи ние сме коси црти. Па тоа е за некој не пречи ништо, некој што има проблематичен идентитет. Денеска е србин, утре е македонец, други ден е бугарин. За нив тоа не е проблем. Тие се вртикапи луѓе, како дува ветрот, така се однесува. Но јас сум македонец од Македонија и тоа не е кривично дело. Некој друг нека се биде србин, албанец, не ми пречи. Но зошто во моја Македонија некој ми забранува да бидам македонец, да си кажам Македонија, да беа македонско знаме? Не е ова апартхејд, не сме фашизам, некој тоа да ми го забранува. Во Егејска Македонија им забрануваат, во Пиринска, во Мала Преспа им забранува, но да ни забрануваат во Македонија да бидеме Македони и македонци, да ми забрануваат да слушам македонска музика, тоа е фашизам, тоа е. Благодарам за јавувањето и вака ќе помогнам колку можам да направиме една дистинкција и дефиниција во однос на тоа што значи етничка припадност, а што значи националност. Односно, националност, под националност се подразбира местото каде што е родена личноста, односно на кој национален идентитет припаѓа, односно кој е националниот идентитет на поединецот. Од друга страна, етничката припадност сушност е како се чувствува од културен и аспект, односно во однос на потеклото. Ете така би можеле да направиме една дистинкција, а секако ќе продолжиме со вас. Оно што денес во Црвена линија сакаме да слушнеме од вас, дали сметате дека треба да има графа за етничка припадност во изводот на родените? Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Дали сте во Црвена линија? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав за емисијата, многу гледна емисија. Благодарам. И голем поздрав за твојот Сталинг. Добро, благодарам. И да држиш емисијата што ја водиш сега, ево Црвена линија и квизот. Благодарам многу за убавите зборови. А какви зборови имате за новата одлука, еве, да се воведе графа за етничка припадност во изводот на родените? Ќе ви кажам сега, времето е многу, нели кратко. Јас се јавих, знаеш, пред 10 дена. Сум изненаден што ме јавите. Јас кажав за, нели, времето е сега. Црвената линија. Јас сум за. Сега сме ние северџани, коса тръцка да бият македонци. Значи, коса тръта ги поздравам сите твои... Нали, всекој си има право, как да кажа. Значи, сега ние сме едно. Коса тръта, северџани. Добро, ве слушаме, имате уште некој 10 секунди. Се исклучи гледачот, благодарам секако и вам за учеството во Црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден. Дали се слушаме? Еве, јас уште малку ќе дадам шанса со оглед на тоа што време траењето на Црвена линија е целосно наменато токму на сите оние кои што сакаат да се вклучат и секако да дадат одговори на нашите прашања. Добар ден. И да се намали тонот на телевизорот. Дали ме слуша гледачот? Или гледачката? Дали ме слуша гледачот? Добар ден, во Црвена линија сте. Ало?
Да, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Да, директор сум, така? Да, ве слушаме, повелете. Сакам да ве само надополнам дека треба да биде етничкото, значи пошто се знае што е, каде е роден. Например, јас живеем и у Хрватска. Децата ми се родени тамо и тамо ќе пишат албанец исто, нема да пишат хрват. Тоа значи со волјата на двете партнери, ако е гледачот ваш рече дека е жената српкиња, тој може да се определи, значи има да бира. А овие што се значи етнички чисти, идат вака, значи. Јас би сакал да тоа биде во изводот на родените, така. Мислим, тоа е моја волја, не? Така, а во Хрватските постои специјална графа за етничка припадност во изводите? Да, има. Така. Добро, значи, и ве што би додале, што би одзеле, уште имате време секако да ни ви го немам ништо, само тоа би сакал да биде, да се знае каде, например, еднаш во Албанија бара од етничките, значи матичните изводи, кој пишува дека албанец, автоматски ми го да државјанството, значи албанско. Пошто не пишува, ги укинува за време на сега на плурализам, значи во Југославија пишуваше, значи. И сега треба да се врати пак тоа, да се знае човекот како да се определи, значи, не. Така, големо благодарам што се определивте и да се вклучите во денешната дискусија на Црвена линија. Имате можност досега, кои следите од самиот почеток, да слушнете што и како размислуваат гледачите, па продолжуваме во минутите што следат токму со вас. Добар ден! Добар ден, ако сум на линија. Секако во Црвена линија сте, повелете. Благодарам, па вака. Прво, значи, јас сум македонец, а после тоа ќе се определам, значи, за етничка припадност. Овдека вие кажувате дека до 18 години, значи, не може да се изјасни самиот етник на која припадност припаѓа. Ето, овдека треба да има додаток, значи, во законот. До 18 година ќе биде оно што ќе му запишат родителите. А не дека до 21-та година да има право, ако не се слага со тој етникум, да може, значи, по своја волја, со свој подпис, да го промени тој етникум. Меѓутоа, овдека прво ќе речем за мене лично, значи, ако посебно се работи за мешани бракови, да го носи етникумот детето на оној на чие презиме носи детето. Не може да носи презиме на таткото, а етникумот да биде на мајката и обратно. Затоа мислам дека ова е недоискажано, не е добро формулирано според вас. Предвидено и по мое размислување треба да биде така. А сега после кога ќе порасне момчето, девојче, значи нека само се изјасни, нека само каже со тоа што, значи тогаш ќе биде, значи неговата желба. А секако до 18-та година ќе биде желба на родителите. Благодарам, поздрав. Големо благодарам и вам за јавувањето. Еве и уште еден твит. Ова е интересно, ова е најверојатно бугарски државјанин, бугарски твитирџе, кој што профилот му е Българо-Македон, твитнал во однос на насловот, каде што стои стани бугарин за само 250 динари, графата за етничка припадност во изводите ќе ги остави без работа посредниците за вадење бугарски пасоши, а тој самиот, ќе се обидам да ви преведам, тажна вест за македонските патриоти и југоносталгици. Европа е слобода. Но еве, дали според вас треба воопшто да има графа за етничка припадност и дали сметате дека македонското општество се трансформира од граѓанско во етничко? Здраво и добар ден. Здраво. Во Црвена линија сте. Фала ви, фала. Ало? Ве слушаме, повелете. Се слушаме? Добро. Да, одлично. Вака сега. Јас имам две внуки. Добро. Ваму во изводите, кај што се ваде таму од Камен мост натаму, кај што требаше да стои графата македонка, таму само линија стават. Ништо друго. Пошто се вработени тие албанци таму,
и они чкрткаат тука само линија, само на македонците. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Само на македонците им се става линија. Тоа е катастрофа. А дали ве сте реагирале и сте прашале зошто е тоа така? Ама јас 2 пати ги враќав. Да се пише македонк, дечињата мои се чистокрвни македонки. И 2 пати им го враќав и третиот пат дури третиот пат го призна. Значи, ова нездрава работа. Со нас што се прави ова. Од множество не прават малцинство. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија и ве што споделивте со гледачите и јавност едно ваше лично искуство. Добар ден! Добар ден, Тина, поздрав до тебе. Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте, повелете. Не разбирам, значи ова гледачи, како ме може на 18 години да се изјасни за етничка припадност. Ако има мајка и татко македонец, не може да каже еским дека е или Но ако е мешан брак, еве да речеме. За мешан брак и тоа има решение. Во Израел е решено. Тамо, значи, не можеш да бидеш израелец ако ти е таткото израелец, а мајката не е. Ако е мајката израелка, тогаш стекнуваш право да бидеш израелец. Значи, мајката е гаранција за наследството. Значи, ако се сака, за све има решение. Ова не е овако со половите. Така и во Словенија ете прифатиле нешто од израелците, и во Словенија е така. Така само ние не прифаќаме не ова сега половите, па детето кој ќе порасне да се изјасне дали е машко или женско. Етничка припадност се наследува. Значи, по родители и готово, нема што да се изјаснува тука. Не спаѓа тоа важда во демократски права. А ви личи ли никако дека македонското општество се трансформира еве со ваква одлука од граѓанско во етничко? Па македонското општество е мултиетничко општество. Значи нема што да се трансформира. Државата може да биде граѓанска држава, а општеството е мултиетничко. Така. Големо благодарам еве што ги споделивте вашите видувања со гледачите. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Не е намален тонот на телевизорот. Ве молам, намалете го и стишајте го тонот на телевизорот целосно. Тина? Да, ве слушам. Дали ме слушате вие? Добар ден, многу убаво те слушам на едното уше. Одлично, драго ми е дека е така. Тина, да си ми жива и здрава прво ти. Благодарам многу. Многу ми е мило тоа, министер, се друго решихме в државата, оше графа да турите, ама ако е турил графа, него да допиша там и сексуално такова определба да тури графа и право ке Пендаровски нека се ја... Вака сега, мене ми е драго што се јавувате, ама мора да знаете дека имаме правило за кое што нема отстапка. Црвената линија е исклучително сензитивна кога се разбира, се спомнуваат имења и особено кога се употребуваат погрдни зборови, се разбира навредливи зборови, кога размислувањето оди во конотација на тоа да се развива говор на омраза и така натаму и така натаму. А зошто е тоа така? Затоа што црвената линија ја гледа целата публика, што значи не гледа и малолетната публика, а секако размислувањата и еве ставовите како и сите гледачи досега може да се кажат без да се употребуваат погрдни и недолични зборови и нема се разбира да не спомнуваме имиња. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, секој добро во Црвена линија сте. Епа, за жал, општество... Се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. За жал, општество наше од граѓанско се трансформира во етничко. Епа, сега, оваа трансформација каде е битна? При запослувањето. Например, при запослувањето у некоја јавна институција мора
толку проценти од тој етникум да бидат, морат толку проценти од тој етникум и по јавните администрации, например, сегде е така. Например, мене Америка ми се допаѓа затоа што, например, државјани си на Америка, кој сакаш етникум биде, важно државјанство имаш, сите права ги поседуваш. И при запослување нема таму дали етничка припадност. Го памтиме, например, за надворешни министер беше за надворешни работи Брайан Хойт Ги. Тој каква фаца имаше од Кореја ли, така нешто. Овакво, по изгледот. Па овакво беше на јака функција. И многу, например, и кинези има доста на јака функција. Ама он има америчко државјанство и овакво, со тоа државјанство гарантира дека ќе го брани сите закони и уставот на Америка. Иначе со ова вака, со етничко, идеме ко држава во пропаст. Негативно е. Многу негативно и мене не ми се допаѓа. Пошто ја се осеќам некако космополит и тоа што сакам да го кажам. Пријатно, поздрав голем. Пријатно, голем поздрав и до вас и дојде времето заедно да проследиме реклами. Сега дојде времето да ви ги соопштам резултатите од Instagram Story анкетата и сега уште еднаш да ве охрабрам и потсетам дека задолжително треба да не заследите на Instagram, пред се за да можете да земете учество во утрешната веќе анкета, како што тоа го прават секојдневно нашите следбеници на Instagram, но и да не заследите на Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија и профилот на Телма телевизија на Facebook. А еве како одговорија процентуално инстаграмџи на Instagram Story. На прашањето дали треба да има графа за етничката припадност во изводот од матичната книга на родените, со да одговорија 52%, а со не 48%. И секако ќе ви се заблагодарам за учеството и секако за тоа што ви имаше во огромен број оваа денешна дискусија во Црвена линија. Тоа секако ќе го продолжиме утре, но сега и ќе ве охрабрам секако, имаме една графа за награди. Значи, наградна припадност се вика таа графа и можете многу брзо да се најдете во неа, да се впишете, например, како и добитник на многу вредни награди, а со оглед на тоа дека среда е среќен ден, само ќе потсетам дека денес можете да освоите, например, фрижидер. Тоа се случи пред некој ден. Така да, ете, тоа е графата за наградност, а да аплицирате во ова и пополните оваа графа. Ова особено апелирам до оние кои што редовно следат Црвена линија. Бидете подготвени, ќе ви помогна, малку ќе бидам издајца во овој момент. Забележете ги овие прашања, ќе ги имаме во квизот за многу кусо време. Значи, која пејачка го толкува ликот на Евита Перон во филмот Евита? Потоа прашање како се вика музеот на вода во Охрид? Која наша пејачка беше неразделна пријателка на Јонче Христоски? Како се вика првата детска амбасада? И еве уште едно прашање плюс. Кој авион беше долгогодишен придружник на Дарио Панковски? Ке си спрашаме, ама не заборавајте, играјте за фрижидер. Се гледаме веднаш.